Нова епизода на Политиканти, јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Саша Ордановски. Денес имаме гостин, ветеран на македонската политичка сцена. Кога би го представувал, веројатно би требало многу долго, на 5 минути да исчитам што се бил и како бил. Речено е, со поимот ветеран све е речено. Но, она што е важно, како председателски кандидат на СДСМ во 1999, во 2006 година фракционер во СДСМ, остивач на новата социјалдемократска партија и сега пензија. Само да кажеме Тито Петковски. Тито Петковски. За тие што не знаат. За тие што не знаат. Тито, ова се први избори на кои, нема да кажам ти, вие, Абе, добро, со години сме пријатели. Сакам да кажам, на кој ти не си активен во политиката, иако ти практично последен пат 2016 мислам дека беше и во... И па овој последните избори, текомниот мандат на ова влада. Како изгледа се ова да се посматра од една позиција во која што нема дневни ангажмани, не знам, проценки, преговори, договори, трчења по митинзи и така, има ли? Сега, не треба многу мудар да биде човек да ви кажам колку ми е сега убаво. Колку сум сега на рајат. Не е само дневно човек да води грижа што ќе види како да се подготвува раководство, партија, партиска база и така. Јас сум од таа работа растоварен. Јас сега само можам како слободен, суверен, независен граѓанин со статус на пензионер да ги гледам општествените процеси, избивањата во политичките партии, воопшто на политичката сцена од една многу слободна територија. Да. Значи статусот ми тоа обезбедува. И како е генералната оценка? Мора да ви кажам дека Како ви изгледа целава работа? Актуелната политичка ситуација. Па се прашам како сум можел да издржам толку години. Кога гледам ова што се случува денес. Си честитате сам на себе, браво. Право, не коши, тоа се случува, секам. Алло. Па, знаете, нели, Кисинџер една прилика рекол човекот, вика, кога се бави со политика, станува зависен како исто оној што конзумира дрога. Значи, ако еднаш пробате дрога, станувате зависни. Ако еднаш пробате политика, станувате зависни од политиката. А када ја не можам да бидам целосно рамнодушен за она што се случува, не заради друго, чувствувам и собствена одговорност, дали јас како човек што се бавам со политика толку години, сум можел да направам нешто и повеќе. Сум можел нешто, не сум живел во убедување дека сум можел да го променам светот, дали сум можел да пружам повеќе, посилен отпор, понагласена мотивација кај луѓето, со граѓаните и така натаму, веројатно сум можел, како и секој човек што се бави со политика. Но морам да ви кажам, мене ми е чиста совест. Кога гледам од една диоптрија на активно бавење со политика и директно учество во големата политика, и сега кога гледам што се случува во големата политика, навистина ми е жал за некои изгубени години. Зарем не сме можеле да направиме таква синергија, Македонија да биде малку попристојно, поубаво место за живење отколку што сега е доведено во прашање. Ајде, вака кога се само анализирате со една ваква дистанца и перспектива, што не се направи, каде се погреши за да не биде Македонија подобро место? Знаете, ја мислев да ви донесам од мојата книга, напишав книга, вас ке ви интересира почетокот и на 20-та следна прилика, па ќе частите по едно кафе, ако сакате книга да ви... Јас напишав таму на што се должи овој македонски пат, ова стрмоглаво паѓање од почетокот, надежите, амбициите, од прогласувањето на самостојноста на државата, па до денес, зошто така секоја година, ако видам, сакам и попрезина, од избори на избори се полоши и полоше живее во Македонија, пониска е политичката култура, стандардот паѓа, младите бегат, основните функции на државата не се вршат. Мислам дека проблемот лежи на самиот почеток, со формирањето на првата повеќе партиска влада и со формирањето на партијата на експертската на Клюцер. Да. Па ја мислам дека Македонија имаше пристоен политички живот, па ако сакате, мислам тоа беше херојското време на македонскиот парламентаризам тие 2 години. 90 до 92 година. Никој немаше мнозинство во собранието,
председателот на државата, премиерот, луѓе со искуство и И во главном зрели луѓе од 50 плюс кои што разбираш што е политика. Не учевме од политичарите кои беа респектирани во цел свет. Мислам, учевме директно, читавме, ги следевме и така натаму. Со формирањето на партиите на едноетничка основа и пробивот, ја немам ништо против младите. Јас сум родител, имам деца и така, имам внуци сега. Младите треба да ми се даде шанса, али да голема врата да ги пуштите во политиката, без ден политичко искуство, без ден професионален ангажман, директно во политика, и тоа да одлучува за политиката. Говорам Љупчо Георгиевски кога ја направи ВМРО да помене, па после МАК. Добро, у МАК имаше интелектуалци, имаше паметни луѓе. Вие ставите премиер кој тоаш имаше 27 години едно време. Затоа говорам, ја мислам тоа се најголеми. Тој да не заборавам. Познат ми е. Ја и на тоа мислам, со формирањето на првата политичка влада на чело со Бранко Црвенковски, македонскиот отпомак започна. Експанзија на национализмот после тоа, партиите, добро, тогаш се промовира и политички партии кои што има суштина, да речеме Лига за демократија на професорот Марјановиќ, Славко Милосавлевски, социјалдемократска партија и некои и твојот татко беше таму во раководството и либерални, демократски, социјалдемократски, трансформација на комунистите во социјалдемократија. Еднаш имаше трансформација на социјалдемократијата во комунисти, па сега реверзибилен процес. Каде потврдија социјалдемократите? Па мислам дека вака од оваа перспектива и мислам независно што да речеме социјалдемократите секогаш се вржуваат за човекот, за животот на човекот, за работниот човек, тој што живее од свој труд и така натаму. Нели егалите, фратерните и либерте, тоа е паролата на социјалдемократите. Мислам дека во пракса тоа целосно се деформира. Човекот беше на страна. Знаете дека во оној период на Југославија, со Јосип Брз Тито и така натаму, на власт беше работничката класа. Таа трансформација на власта од раце на работничката класа во раце на нацијата ја исврли Македонија надвор од колосекот на нормално општество и нормална држава. Македонија по последниот попис има 26 етнички заедници. И доминацијата, да речеме, на политички партии кои што се со етнички презнак на политичката сцена до крај ги пасивизира и ги исклучува од политичкиот живот другите членови припадници на другите етнички заедници. А ние говориме за рамноправно општество. Значи, социјалдемократите не можеа да избегнат од тој предизвик. Нацијата ја замени работничката класа, значи пак имате колективистички пристап во уредувањето на општествените односи, а ние говориме за граѓанско општество. На овие избори не се затвори кругот, Мислам да, ако нешто до таа мерка ги маргинализира, барем во првиот круг на претседателски избори, тоа е што се напушти апсолутно идеолошката основа на социјалдемократијата. Новото раководство на СДСМ стварно, па ако сакате и политиките не само реторички, практично се променија. СДСМ стана партија концентарот, либерална партија на капиталот, на крупниот капитал. Видете кога почна прво еден од големите магнати да биде подпредседател на влада. Се сеќавате, мислам на Кочован Ѓушев, после Мимчо Јорданов прво беше подпредседател, голем директор на голема фирма, после него го замеси Јан Ѓушев. Па и Свето мислам дека беше. Па и Свето беше малку еден период. Значи социјалдемократијата се прилепи кон работодавачите, а не кон работниците. Добро, тоа уште од оние фамозни седенки ручеци кај Свето Пивара со Бранко Црвенковски владата. Да, групата пред тоа во Македонија тава, пред тоа. И Македонија тава, клуб 10, нели? Сите и тоа беше најголемата греш. Тогаш идејата, мислам дека Бранко со еден многу тесен круг луѓе околу него, при трансформација на општествениот и приватниот капитал,
го поклони на десетина луѓе во Македонија. Додека сме на темата и додека го спомнуваме Бранко, како го штито на оваа позиција на поранешниот председател Бранко Црвенковски, кој што молчи со години? Дали е тоа нешто што прилега? Ја не говорам што би било кој би проговорил тоа, исто може да биде проблем. А не, дали више прилега не е. дали прилега на еден поранешен председател во таков молк да западне, особено имајќи ги предвид неговите години, тоа е сепак поблизок до нашата генерација, не е баш пензионер, се уште. А дедо стана. Дедо стана, Дедо така стана е. по 2 Но, осно. како ти се чини тој Не, избор на политички неангажман? Па, За мислам човек дека кој што решавал многу крупни работи во изминатите децении. Мислам дека е неприфатливо тоа. Ако ништо друго, имаме закон за председател на држава, кој што доживотно останува финансиски буџет, среден, буџет, обезбедување, секретарка, милина да седне човек да пишува, да организира тркалезни маси, да гостува на значајни настани во светот и во Европа. Тој се одлучи да се затвори дома и да пати. Ја не знам што размисла, не знам што му е убаво. А при тоа Во се тоа вадат аспект. приказни дека он стои за дова, за дона и така например, што јас инаку мислам дека се неточни приказни, ама чаршијата не може да се прилагоди на таква една резка, како да кажам, повлекување комплетно од јавност. Со години Ја веќе. мислам, не стои Бранко за никого, претпоставам само за себе, семејството, блиските, другари, пријатели. Зашто видите, во македонската политика, па и во секоја политика, ако стоиш за некого, бар ке се издадеш во некоја прилика. Ако не идеш намерно, ке те откријат, па Велат ќе те дека стои за сликаат Максим нека. Димитриевски. Јас директно. тоа не знам. Максим тоа го демантираше, Да. а јас немам информација дека не е никаква тајна дека Максим Димитриевски одлично стои и во неговата и во иницијативниот одбор е Горан Минчев, еден Да, од најблиските затоа што луѓе тоа- на Бранко Црвенковски. И претпоставувам можда по тој основ го вршуваат за Бранко Црвенковски. А дека тој си излезе на изборите и си го облеше дресот на партијата на Максим. Убава анализа вака за СДС. Ќе се навратиме инаку на Максим. Како Како изгледа оваа национална ориентирана десна опција ВМРО и нивните лавирања низ времето? Кај се они? Кај ги дефинирате нив сега? Сега да речеме, се извинувам, Да. имавме навистина едно одлично интервју, бар мене ми се чини со господинот Александар Николовски, подпредседателот на ВМРО, и во една прилика Боково разговорот го праша, вика Македонија повторно горда. На што? Кој е периодот кога сме биле горди во вашата, нели, во смисла на ВМРО ДПМН, па да сме повторно горди. Како вие го оценувате тој период од 30 на години и тој тип на десничарска, ВМРО национална, ДПМН, конзервативна политика? Прво реков на почетокот, јас апсолутно не преферирам, не поддржувам, немам апсолутно добро мислење на партија која што има на една етничка структура. Би сакал да видам бар еден човек, двајца или неколку имиња што имаат специфична тежина да се членови активисти у ВМРО да поменат. Значи, таа етнизација или сегментација на македонското општество на етничка основа започна ВМРО ДПМН. ДПМН по дефиниција демократска партија за македонско национално единство. И вие ако демонстрирате национално единство кој и сега се повторува, за мене е анахронизам ви денешни устои после 3 и 4 години да говорите дека ни треба единство. Они не говорат да треба единство на граѓаните, единство национално Добро, демократично. лавираат, што е право. Мицковски се обидува да се представи дека еве тој и албанците така, но сите знаат дека во суштина е националистичка таа платформа. Па вие не може тако. Едниот национализам директно го поттикнува другиот национализам. Особено тоа сега кулминира. Право да ви кажам, не знаев на овие избори, сега на 8 дали ќе идеме на избори и ќе идеме во војна. Мислите до таму е стигнат работа? Па ако овие националистички бубузели се пуштија на цел глас, а од друга страна на плоштад видовме и воени труби, така ли е? Али Ахмети се закани со УЧК. Што е УЧК во Македонија или во подсвеста на македонец? Војска, војна. И дури и самиот Али Ахмети, што мене ме страшно изненади. Он е смирен, сталожен човек, спокоен, ги соопштува своите ставови многу мирно, издржани и така. Одеднаш од градски плоштад
кај него мислам проработи. Да не е уплашен малку? Не, тоа е сигурно. Проработи заради стравот, проработи командантот на УЧК. А не УЧК политичар, не Али Ахмети политичарот и водач, неприкосновен социјалдемократ, авторитет и освен тоа социјалдемократ. И одеднаш виде дека е во паника, албанците условно речено го предадоа, си зема за право да прават 1, 2, 3, 5 Да, партии. резултатите не им беа лоши на председателските. Па да не, кажем, во првиот круг. Сепак, ја говорам во контекст на тоа, на потикнување на националистички идеи и односи во македонското општество, и тоа не може да не резултира со конфликт. Добро, Да, може да резултира со меѓусебно хранење на своите гласачи и ВМРО на тој начин има политичка користи. Али Ахмет има политичка користи. Тој пинг-понг од секогаш бил Тоа е тој актуелен. пинг-понг. мислам, Не, тоа не смеете да заборавите. Секојаш кој ќе загусти во Македонија пред изборите, однад се треба тезите националистички. А освен тоа, мислам дека велемајстори во таа игра си ВМРО и други. И дури се сомневам, дај Боже да не биде така, они ќе си направат влада. Да ве прашам, има која е разликата меѓу ВМРО 2006 кога вие станувате коалиционен партнер на ВМРО како лидер на ново формираната тогаш нова социјалдемократска партија и ова ВМРО денес? Основната идеја, јас тоа го кажувам по трети пат, меѓу никој не ми верува. Знаете, кој ќе излезе одена структура како што е СДСМ, никој не ми праша зошто излегов таму. Прво, СДСМ почна да емитува политика на ВМРО, ДПМН. На конгресот која конкуриравме покрај Нели Бранко се кандидираше за председател на СДСМ, Бучковски и Шекерински јас. За мене во еден момент стана тоа неприфатливо, влегува Бучковски и по него, па може би 20, 30, 50 насилници што ги знам од митинзите, вика Бучко, стана нога, беше совршено јасно кон што иде партијата. Тоа го правил ВМРО, да само не било тоа никој својствено. А после мене да ме прогласат за преданик, бидејќи јас не прифатив таков начин. Ќе дојдеме до тој дел. Не, сакам да ви кажам. Интересираше бидејќи говориме за ВМРО, која е разликата од Не, па ВМРО сакам да ви 2006 кажам, и само давам вовед. Мојата идеја, зошто сепак прифати после можеби 2 месеци. Јас ја отидов во Грција. По мене прати Абер, тогашната америчка амбасадор Камил Ивановиќ 2006 дека ја морам да се вратам. А имавме уште 10 дена до составување на влада. Ја знае после разговорите со Груевски дека работа на планот на идејата и идеологијата на социјалдемократите има голема рамка, голема пречка, бидејќи на Груевски тоа не му беше никако приоритет. Но да не должам, не само што не прифати од програмата во владата, кога почна да се прави влада. Во разговорот се прифати, ма после не прифати. Да се вгради во владината програма. Мојата идеја беше единствено понесен, морам да ви кажам, и денес живеам со тоа, и оно што го пишувам и така натаму. Македонската десница и македонската левица, кои што ја упропастија македонското национално движење од Бугарија, да ако може да најдат некој линк заеднички за државата, да се намали влијанието на национализмот, претераниот национализам, а социјалните димензии воопшто на македонското општество да бидат уште понагласени. Се обидов да направам едно помирување, условно речено, меѓу левицата и десницата. За мене од тогаш настана македонскиот погром, па после нели дојде Балканските војни, прва и втора Македонија, која дефинитивно беше поделена заради слабостите внатре. А и ден денес, заради нашите внатрешни слабости, немаме почит од меѓународната заедница. Како го оценуваш тој експеримент? Сега веќе со дистанца од 20 години. Мислам дека не е можно. Верував живее во верување дека сепак национализмот ќе му отстапи место на граѓанскиот концепт во македонското општество. Но со победа, со војната од 2001 година,
со Охридскиот рамковен договор, промената на уставот, ние го променивме субстратот на македонското општество. Не е веќе граѓанинот во центарот на политичкиот живот. Граѓанинот и натаму останува носител на суверенитетот. И преку пратениците, нели во собранието го пренесува на пратениците. Денес, после промената на уставот, ние имаме суверенитет на колективитет, а не на граѓанинот. Од како ги сврливме граѓанинот од стожер на политичкиот систем, мислам, престане идејата за стабилна, перспективна, безбедна Македонија. Смеам да констатирам дека вака објаснето може би се ставите прилично блиски со кандидатката на ВМРО ДПМН за председател Гордана Сињановска-Давкова. И таја лавира во оваа рамка на објаснување политичката реалност. Па она што јас имам можност да го следам, мислам дека не личи на мене. Добро. Но сето тоа ќе го каже на крај, немој да ме одвојат од Мицковски. Знаете, реторички може све да се каже, но де факто ќе видиме како председател, ќе биде кој ќе се мито и така. Ме заинтригира, спомнавте епизода во Грција, сте отишле, ви се јавила американската амбасадорка, сте се сретнале, Груевски прифатил се. Што се договаравте? Што беше договорот? Ме убедуваш, па не, јас излегов. На основа на што влеговте во 2006? Еве се обидам да го синтетизирам. Значи, кога разговаравме за влада, не можевме да се договориме дека треба да има приоритет здравството, образованието и се разбира социјалната политика. Јас како и денес мислам, тогаш уште повеќе мислам дека Македонија може да биде стабилна и прогресивна земја само ако има силно влијание, силни реформи направи во образованието и здравството. Ја и Сашо го повторуваме постојано, ама никој не слуша. И културата велиме, да, и културата меѓу другото. Па ќе ве потсетам на едно време Израел во каква ситуација се најде Голда Меир и кажа, ако сакате луѓето да ни се вратат децата, ако сакате да бидеме стабилна земја, а да одат таму на прошетка, направете го силно образованието, здравството и армијата, што е потребно. Значи, тоа не сум го јас измислил. Тоа се стратешките цели, така е. Така е, стратешки цели. Не писмен народ. Многу лесно се манипулира. А национализмот е најсилниот амалган што ги спојува амбициите на политичарите. И кој е параван за корупција во главно. Да. Така да, за мене тоа беше идејата. И нема причина да блефирам, не конкурирам за политичка функција, дека и реков отворено и на амбасадорка. Во Далматински подрум 2 пати се среќававме и така натаму. Таа ме убедуваше дека Никола Груевски е новиот формат на политичар, бизнесмен, човек што има технократски идеи, реформатор и така натаму, дека он не е новиот Љупчо и така. И ја претпоставувам дека, бидејќи американците еднаш не ми дадоа да бидам председател, реков сега ме убедуваат па да учествувам во една влада кај што тие истите ми ги фалсификува изборите. Ама ако треба, викам, немојте, не. Имаше ли за името договор некаков дека треба да се сменува? Не. Немаше. Во тоа време апсолутно името не беше во игра. Името беше покасно стана во игра. Меѓутоа, тоа е друга приказка. Во Америка, кога бев како председател на Собрание 97 година, таму десетина конгресмени, сенатори со кои што сум разговарал. Единствено прашање беше дали е завршен процесот на дисолуција на Југославија, дали Косово може да биде посебна држава. Јас го откајувам Косово држава, тоа е у составот на Србија, тоа помирен пат нема, тука војни мора да бидат и така да не должам тука. Мислам дека тоа се Груевски ја прокоцка таа шанса, па после стана проблемот со Грција, со НАТО, па да не повторувам проблем со владењето негово, тоа може би најмногу се разбира. И врв на сето тоа беше кога се договорија со Али Ахмети да се даде автентично толкување на законот за амнестија и онда ги, нели се сеќаваш, кривичните дела ги врати. Девета, мислам. Да.
Тито, ако дозволиш да сега не го потрошиме разговорот на реминисценции, ќе читаме ли мемуари на оваа тема? Оваа книга сега... Ваша книга, како се вика книгата, па треба Да, се кажеме вика убаво е да се... Неостварена нација. Неостварена нација во чие издание? Војна култура. Добро. Ама тоа е стара од 2014, се работам на оно што се случуваше од тука нааму. Мене ми е чиста совест, кој рекол на почеток, ја таму пишувам, во Вовелот ви препорачувам, ќе ви ја донесам овдека. И во првијата колумна, тоа се собирани колумни од Утрински весник, 5 години што ги пишува, меѓутоа темелни се оние, околу Мисирко, македонскиот јазик, зошто се промени уставот, зошто Македонија не успеа да изгради политичка нација од сите припадници на етничките заедници, како луѓе што ја сакат Македонија за својата тковина. Оти господин Глигоров не остави без мемуари, мислам дека Бранко Црвенковски напиша Глигоров. Македонија се што имаме. Тоа е собир на неговите говори и така натаму. Во суштина таму има многу малку автентични толкувања на историските моменти во кои што тој не ви учествува. Јас ја читав, тешко е да се открие нов момент некаков. Господин Андов пишуваше прилично интензивно, Бранко нема ништо, Љупчо нема ништо, така што ќе се радуваме на некој Добро, Гошев најавува, да, и тоа се важни години. Гошев мислев дека... Има една издадено и уште една. Една пишува, така, да. Така што ќе се радуваме да ги видиме. Ама ја имам пред себе и пред семејството има морална врска. Да се вратиме на сепак на оваа актуелност во која што живееме. Госпомнавме Максо и така натаму. Има една теза дека Максо е всушност Тито Петковски на СДП во 2024. Јас инаку да бидам искрен, јас мислам дека Максим Димитриевски, тоа сме го разговарале во неколку наврати, по суштина е дзинго. Он е социјалистичка партија, бидејќи по идеолошките насоки во кои што се движи форматот. Тоа е национален социјализам, многу сличен на Ивица Дачич, на Дзинго. И затоа има гласачи во Македонија, мислам, можеби и во овој број во кој што сега помина, ќе видиме како тоа понатаму ќе се развива. Сепак кога велат дека Максо ја изигрува и улогата на Тито Петковски, како го доживуваш? Да, таа паралела. 2006 и сега 2024. Ја уопште не давам сериозно значење, бидејќи на вистина нема суштина тука. Бидејќи, зошто не ја поставите обратно тезата? Зошто се случи НСДП и зошто се случи знам на Максим? Тоа е многу поедноставно. Зашто иде? Нити јас сум виновен за она хаварија што се случува, не знам дали вториот круг што ќе биде, не знам, односно првиот круг парламентарни на СДСМ, нити јас допринесов СДСМ тогаш 2006 да ги изгуби изборите, нити Максим допринесе сега СДСМ да ги изгуби изборите. Избори се губат врз основа на лоша програма, лоша примена на власта, лоши политички одлуки на внатрешен и на дворешен план. И кадри. Алиби, и кадри да не говорам. И алиби некој мора да им е виновен на социјалдемократите, тогаш јас, сега Максим, зошто они ги губат изборите. Изборите се губат ако не знаеш да ја водиш, ако не знаеш вистински политики, вистински луѓе што викат ако немате на вистински места, ако чуваш достоинството на идејата социјалдемократска, достоинството на граѓанинот. Сега само ги изгуби изборите и она што се чуваше во тој период, поради многу значени неколку прашања, али клучно беше на крај, препуштањето, перцепцијата, барем таква ја наметна граѓаните на Македонија, дека државата ја води дуи. Бидејќи 50 или 50% од клучните места во државните институции ги покрива кадри на ДУИ. СДСМ отстапуваше, се помируваше со радикалните ставови на ДУИ. Она што ДУИ се подсмеваше со македонската држава, тоа СДСМ го одобруваше. Не говорам проблемите во здравството, образование. Хорор е во болниците да отидете. Таа политика започна уште од Зоран Заев или е тоа карактеристично после неговото публикување од партијата? Не. Зоран Заев ја сруши Македонија на планот на надворешната политика. Во смисла? Во смисла што кокетираше со Бојко Борисов и со Бугарија и негови оние не ви треба многу реченици и реторика кога се зовриени односите меѓу Македонија и Бугарија. Некој ќе каже ова се бугарските летоци. Ама тоа беа добри. Тоа беше добра порака.
Видите, на телевизijska емисија бугарска да излезе и да каже ние бугарите ги доживуваме како администратори, а не како окупатори. Во ситуација кога тие дефинитивно стават рамка на нашиот влез во Европска унија, да кажат дека ние имаме заедничка историја, споделена, да речеш и така, имаме заедничка историја, уште повеќе ги иритира сите граѓани. Мислам дека на надворешен план, на внатрешен план, и он си играше улогата на политичар кој не му е блиска социјалдемократијата, туку напротив, поблиско му е работувавте. Да. Либералната економија. Па гледате сега, веќе тоа е обнародено и фирми со кои што се работувало, што се случуваше на злоупотреба на фондовите. Не ќе да говорам за Боки 13 по разни основи. Тоа го еродираше целото заедно, го еродираше угледот на СДСМ и на крај мора да каже дека некој е виновен за поразот. Не само, не може да биде поразот на ВМРО резултат на тоа што победата на ВМРО. Не, порано кога излезе Љупче Гергиевски, ножот во грб, во панорама и така натаму. Крив си е Никола Груевски, имаше лоша политика, спроведуваше. Нагласено националистичка, немаше апсолутно никакви пристојни односи со надворешниот фактор, со Грција не гради и така. Како го гледаш ти то сега расплетот? Добро, треба, причекаме се, разбира, избори. Што ги се случува со оглед на овие вакви констелации? Па јас кога Бидејќи рече на почетоков дека не би се изнедело од коалиција ВМРО-Дуј, тоа мене ми се чини како речиси невозможно. Ако има време да ги анализира, дека видите дека сето тоа возможно. Јас кога реков дека не сум сигурен дали да ме не изверили во војна, и имам аргументи за таа работа. На прво место национализм, отварањето на директна конфронтација меѓу ВМРО и ДУИ, условно речено според нивните тези, ДУИ е водеше ова влада, не СДСМ и така натаму, а наводно СДСМ само спотираше, доведува до сериозни потреси во државата. Зошто? Заради тоа што мислам дека ДУИ, особено Али Ахмети, Македонија чувствуваше за воен плен. Он не ја почувствува Македонија за своја држава. И ти да му спомнаш 4 години, а сега уште поизостанено на Али Ахмети и ДУИ од ВМРО сите негови гласноговорници, дека тоа е синоним на корупција, на криминал, дека тие луѓе играат мајтап со државата, ги зароби институциите, тендери и така натаму сето тоа. Мене тоа ми мириса на загревање пред надпреварот. Јас така го тоа доживувам. Така се случувало во минато. Најсилните конфронтации меѓу политичките партии, кога настанува, тоа ми личи на брачни другари или некои љубавници кои постојано се карат, ама најжестоко се карат пред да се сакат најмногу. Не е ли најприродно сепак да одат со Влен и со Таравари и целата таа, да кажем, композиција? Кој да оди со Влен? ВМРО, бидејќи на крајот тие ќе имаат доволно пратеници, предпоставувам, од анализа на председателски резултати, ќе видиме како ќе биде парламентот. Зошто би оделе со ДУИ? Преве да ви кажам зошто, ако сте обрнали внимание на програмата на Влен, така? Има 2 точки кои што надвор од овие што сте јавно фреквентни уставните во измени програмата. И 20% да за мене тоа. Не, во програмата им стои дека они ќе се залагат и ќе барат од партнерот отварање на банка за албанците, отварање на Албанска академија на науките во Македонија. Па дури после тоа говорат како услов 6 месеци ќе му дадат услов на ВМРО, така, 6-7 месеци, дали ќе гласат за промена на уставот. Ако не гласат за промена на уставот, ама згора за промена на уставот, треба да прифатат и албанскиот јазик да биде официјален службен јазик на цела територија. Па белги тоа исто и ДУИ. И треба, па да, сакам да ви кажам, ќе ви да објаснам. Згора на тоа и председателот на државата да се бира во парламентот со двотретинско мнозинство и Бадентеров. Ја не знам каков расплет на односите ќе биде и каква констелација на односи ќе има во собранието по однос на Бадентер. Дали мнозинството ќе биде
кај Влен или кај Дуи, или дали заедно тие ќе го прават мнозинството. Уставот не може да се промени, преамбулата на Уставот не може да се промени без Бадентер и сите оние закони кои што ги допираат меѓуетничките односи. Идентитетските. Мислите вие дека ова албанската коалиција ќе му побара помалку места на ВМРО отколку што има сега Дуи со СДС? Не верувам во тоа, но добро. Ај кажете ми как ќе доја до Пазар? Как ќе се договорат? Прашањето беше зашто мислите дека со Дуи? А како ќе го договорат Пазарот со Дуи, ако е ова тешко? А како пак со Дуи би се договори? Па јас Барем Дуи е доста Прво да ви експлицитен кажам, во уставните измени дека Видете. Експлицитен во ова цегата победа, како што и самиот велиш, се темели на прецепцијата дека Дуи ја презел државата. И се како ќе може да заборават се што се кажа во изминатите месеци и да направат коалиција со Аги Ахмет. Тоа ми се чини. Саша ми се чини не си од вчера во политиката. Јас си молчам, само се обидувам да во новинарството. Затоа што мислам дека сватија, па во 3 прилики, колку што јас се сеќам, на директно прашање на Мицковски, дали постои било каква шанса да се прави влада со Дуи. Он што рече. Никогаш во политиката, никогаш не рече не, и ако се создадат такви услови да морат ВМРО и Дуи да прават влада, ќе прават влада. Тоа не се мои, не ти погрешно го цитирам. Добро, како се вашите предвидувања, бидејќи се врти некако околу промената на уставот и односно уставните амандмани за внесување на бугарите, хрватите и битни се бугарите. Да. Како е можно таму да се состават сега албанската опозиција Влен, дали Дуи и ВМРО од друга страна? Какви се вашите предвидувања? Моите предвидувања се дека нашите маки ќе бидат танталови маки да составиме влада. Јас мислам дека тешко може да се направи влада во Македонија. Доколку политичките партии стојат цврсто на своите ставови. И ВМРО и Дуи, жестока конфронтација, мислам, до спомнување на војна, а од другата страна, такви се условите што Влен ги поставува на ВМРО, и сега кампањата што ја води Дуи против Влен е, вие не ги сакате албанците, ама го сакате ВМРО, го сакате националите. Тоа се подметнувања. Но мислам дека кога ќе на крај ќе завршат изборите 12:00, кои ќе се следат сета прашина, ние ќе опкаме сите во Македонија. Мислам дека тешко може да се направи влада. Особено ако и не знам дали ќе се преслика ова расположение на граѓаните на преседателските и на парламентарните избори. Да речеме дали знам че има 8-10, може би 12, може би ќе има разочарани луѓе од СДСМ уште повеќе која гледа. Нели обично нашиот човек треба се ориентира според победните. Не знам дали левица за сега според нив се е разочарување. Би можел ли Мицковски само со знам да формира коалиција и левица? Мицковски и така да владее? Без албанска партија. Тоа не е возможно, ќе има војна. Како ќе владее? Мислите дека ќе го почитува? Па сега, ако отворено се заканува на Мицковски, Дуи и Али Ахмети и дека ќе му ја затвори муцката ако продолжи да го напаѓа, да го омаловажува, мислам дека тој нема ни усон да дозволи. Не џабе вика учека ни Скопје шета. Мене тоа сериозно ме заплаши. Мислам дека се будат некои авети од минатото 2001. Ама гледаме од минатото се на сите страни дигнати. Ама гледаме едно нагласено молчење на меѓународната заедница кон Дуи и кон ВМРО. Тоа сега ви ја да ме прашам како ви се чини молчење во ера кога Македонија се прогласи за најкорумпирана држава, ние не гледаме луѓе од Дуи на црни листи. А сами спомнавте улогата на меѓународната заедница во тоа е некоја подготовка за ова сценарио кој што го нема да мислиш јас сум автор на таа идеја. Мисля, ја само читаш постоечки. Само прагматичен човек кој што се бавил со политика долго време. Ке се направи она што е можно во Македонија да се направи.
екстремните, радикалните ставови, ресловите, сето тоа ќе се стави на страна, меѓународниот фактор сакава Македонија да има стабилна влада. Се разбира. А ако се слушат, а треба да се слушат, и во едно нешто не може да се договорат за ВМРО. ВМРО неќе да го менува уставот И заради тоа, бугарите. и се што прави, и да. А овие сака без да го ВМРО нема менува. влада. Без ВМРО нема. Ако може на другата страна, сите заедно, освен ДУИ, или сите заедно, освен ВМРО да се направи влада, Па ни тоа нема, затоа што знаме, и Левица исто така не се за... Знаме ги, сакаме оставки за 24 сати, печатите од партијата да ги донесете и да напуштите зградата. И тоа вика сефот, Макс. ако ќе има нешто, ако му и тие и парите, И ако тоа може да. Макс со такви услови спорача. Оние нашите политичари немаат мудрост да водат држава. Немаат мудрост да водат партија, а не да водат држава. На преден план секојаш бил личниот, групниот интерес. Малку вие крадевте, сега ние ќе крадеме. Малку вие тендери, сега ние дојде. Па како да го сватиш слоганот? Како да го сватиш слоганот? Ваше ви се враќа, моја е Македонија и повторно горди ја освен во Југославија, Македонија како независна во составот на Југославската федерација и на дента кога прогласиве нашата независност на 8 септември, се чувствував горд. Ама знаев што следува после прогласувањето на самостојност, тргнувајќи од потенцијалот со кој што располага Македонија, човечките ресурси, нивото на етничките односи, нивото на политичка култура и така натаму, дека Македонија тешко ќе може да функционира. Значи да резимирам, ако може, бидејќи ова е прилично радикално сценарио кој Интересна анализа, ни се разбира. го чита Не од случајно своите викнавме анализи. ветеран. Да резимирам, значи, твое мислење е дека после изборите, без разлика на целата риторика досегашна, без разлика на сите можни обвинувања меѓусебни и лични, партиски, програмски и така натаму, или стоиме пред варијанта за една голема влада, во која сите ќе влезат, или стоиме пред варијанта на ВМРО со ДУИ во влада која ќе обезбеди стабилност. И трето, или влегуваме во процес на мултипликација на избори. Аха, Бугарски- значи нови избори, бугарско бугарско сценарио. сценарио, Сценарио, така. да. Затоа што е можно Пореално е, ако ние не можеме да направиме влада на почетокот, како ќе ги усогласите сите овие Дали спротивставени ќе биде стави? вовет во тоа практично неможноста да се избере председател? Како ја А, гледаш да. таа можност, бидејќи тоа многу се дискутира и така Тоа е натаму, многу сериозно. ама потенцијалот за тоа постои, мислиш дека, бидејќи проценките кажуваат дека без ДУИ, ако ДУИ реши да ги бойкотира председателските избори, Готова што е работа. инаку една компликувана операција, тоа не е баш така едноставно, дека председател нема да може. Дали тоа ќе биде влез можеби во ова сценарио за кој што Па го самиот, не случајно, нели, доста се разговараше во политиката, дали да бидат во еден ден да се спојат председателските вториот и парламентарните првиот. Значи, предпоставка беше дека луѓето масовно ќе излезат, политичките партии ќе и повикат своето членство, симпатизери и така натаму, и дека ќе помине лесно и председателот на државата и ќе се избере влада во некој так пристоен период, да кажам, некое време. Не сакам да оперирам со време. Но работите добија сосема друг тек. Овој огромен пораз на председателот во првиот круг на Да, кандидатот на СП и председателот. Да, се. Тоа фрла една друга светлина. За Пендаровски За говори. Пендаровски говорам. Она што се случи, спомнавте со моје фалсификат, мене што Вие водевте 120.000. 127 милиона. Во првиот круг, да. Ама беше друго време. Тогаш можеше да се направи оваква игранка. Фалсификат со полнење на кутиите. Ја во мојата книга пишувам таму, ние ги имаме униформа сликано овие од учека униформи кои носат во 9 саато, носат кутии, ги земат од избирачките места празните, стават полни кутии, наполнети све. Јас во 10 саато проглед ги повлеков контролорите, значи работата е завршена. Сега тоа не е можно. Тако масовен фалсификат, мислам дека не постои шанса, ја не гледам формула да се случи тоа. И па и онака се расклимани односите меѓу ВМРО, меѓу ДУИ и СДСМ сега. Добро, има и пржинска влада, министер Да, кој е од ВМРО, да. има неколку механизми Значи- кои да превенираат тој тип на злоупотреба. Така да може да се случи само доколку има тивок бойкот.
ako ne se ispolni cenzus. Ние го имаме тоа искуство нели пред 5 години. Па затоа си промени уставот у мнозинството сасим од 50 на 40. Ако има таква одлука, ако решиле ДУИ да ВМРО нема свој председател заради овие односи и ова риторика, ќе го направат. Ќе ги направат изборите нерегуларни, односно ќе ги направат неуспешни без Тоа ќе значи потоа сегашниот председател на собранието да биде технички председател, нели? И да се распишат нови избори председателски и сегашна влада ќе се биде влада. До изборот. Техничкиот премиер Џафери, Техничкиот Бржинска. Добро, може ли техничкиот председател на заправо некој ќе добие мандат за формирање влада без разлика на неуспехот на председателските избори? Ама јас говорам во услови ако не може за да се формира влада и овие сценарии за кои што ние разговараме, треба да има елементарен договор или преддоговор пред изборите, пред парламентарните избори, како што гледате сега, она што го чита пред да тргнам навамо, Николовски од ВМРО најавува дека него му е просто чудно како оние четворица кандидати за председател. Никој не повикува за Гордана. Никој не повикува да се гласа за Гордана. И он во основа на тоа заклучува дека неизбежно е неуспешни избори. Мислиш, ВМРО веќе се подготвува за тоа сценарио? Па иначе зошто би го кажал тоа? Зошто би го кажал дека он ги повикува? Тоа да ги подсети опозицијските лидери на албанците дека ако сакаат коалиција со ВМРО ќе треба да поработат малку на терен. Што е важно, Влен најави дека деновиве ќе ја разгледаат можноста да повикаат своето членство да гласа за Гордана, иако тоа ми се чини како прилично политички самоубиствен потек. Ама сега можеби е тоа цената што треба да се плати за да се влезе во... А дуј ги чека во таа кримина, веројатно, Влен. Мислам дека затоа тие во политиката, ако сакат до таа цел да дојдат, не се јавно повикува. Тие ќе седнат, ќе се договорат. Они нели јавно од време на време праќаат табери дека ми се јавуваат стројници за едни за други, а сите негираат. Така, на Максиму одговорија отворено, јавно, па дури го поздрави вчера и Мицковски, дека не прифаќа никакви, каков заев, какви бакраци. Ќе има ли влијание меѓународната заедница во ова што следи по изборите? Ќе има, туку какво ќе биде? Да се воопшто заинтересирани овој пат, да. Видите, вие може да кажете, вие сте земја членка на НАТО, демократија, добро изведени избори. Имате преговарачка рамка, сакате преговарате, сакате немојте да преговарате. Нас те боли глава сега со Газа, со Украина, како кажам, Кина, Русија. А видите, тоа сценарио е можно после затварање на јужното крило на НАТО. Така, нашиот прием за НАТО го големата геостратешка слика. И може со нив нема разбирачка, и онака, меѓу себе не може да се договорат, ајде да видиме дали од нив ќе остане нешто после изборите, знаете. Затоа што до таа мерка зовреа внатре односите меѓу партиите, што мислиш дека више нити ќе се видат, нити ќе разговарат. Меѓународната заедница во секој случај е заинтересирана за оној другиот контекст. Нели почна се повторува приказната дека ако сте со Европа, ако не сте за Европска унија, вие сте за Русија. И гледам јали на секој митинг тоа го спомнува, па и некои други партии. Значи, во тој контекст, Украина, Газа, па ако сакате и Блиски Исток, и многу жаришта. Европа, па прв пат проговори еден лидер на Европа, Макрон говори дека Европа може да умре, така ли? Европа може да смрт тој да најавува разноразни умирања. Од и НАТО го прогласи за мртов и така, Макрон има своја политика за која вреди да се разговара. Но многу е занимливо што тој, ајде сега да не ја шириме темата, но тој Макрон мисли дека ние сме американски играчи, а тој е толку против американското мешање во европската политика, што многу ставови генерирани код нас од Европска унија се резултат на тој став на Макрон, па и на француската политика и пред и веројатно после Макрон. Јас си стојам на својот, напишав една колумна своевремено дека најголемиот удар на Македонија го зададе Франција. Со методологијата нова која не со францускиот предлог, него ако се сеќавате. Со методологијата нова кога после Преспанскиот договор. Рампа 2019 е ставена на истиот ден кога во Версај е ставен печатот на гробот на Македонија.
кога е Македонија 913 поделена, а 919 во Версај на таа конференција беше ударен печатот на подел на Македонија. Кој го тераше на истиот ден да дава таа историска изјава Макрон, ако нешто немало задкулисно? Не знам како да го толкувам тоа. Па француски предлог. Па француски предлог. Така. Добро, Тито, сега за крај. Прашам, Мицковски е мандатарот нов, може да се предпостави од тоа како стојат работите. Го познавате ли што очекувате од Мицковски? Какво ВМРО може да очекуваме на власт? Нешто што ќе ја повтори на грда слика на ВМРО 2010-та или ВМРО 2006-2008? Има ли воопшто капацитет за Кој е ВМРО? Бидејќи ВМРО имаме различни ВМРО, а ние. Абе ние што имавме до сега премиери со огромен капацитет, па Мицковски. Мислам, не сакам да давам квалификации за човекот. Мислам, ако граѓаните го изберат, не, политички прашувам кај. Меѓутоа, она жестина, она радикалност, апсолутно сликата Мицотакис ќе биде. Веднаш ќе се прилагоди, што да правиме? Сега таа работа е завршена, ние сме ги подпишале и договор со Грција, сме и рамковниот договор со Бугарија сме подпишале. Ние тоа не може да менува. Мислите дека ќе прифати уставни измени? Апсолутно. Ако сака да иде во Европа, он Добро, вика не е ли тогаш моментот за уставни измени пред да се направи влада? Не е ли тогаш додека трае целата гужва, завршени изборите, парламентот составен и така, не е ли моментот тогаш да се направат уставни измени, па да се оди, ама процес на отварање на устав со сите овие сега зачини кои што секој како стигне ги додава, може да трае 3 години. Не можеме ние да го промениме уставот. После рамковниот договор, ако не се согласат сите албански политички фактори, ние уставот не може да го промениме. На Македонија во овој момент, ако разговараме за ваква констелација на односи во парламентот, математиката игра улога, во политиката, треба робустна дипломатија. Од типот какво што беше со рамковниот договор. Европски силен моќен играч од Соединетите Американски држави. Ништо важно во историјата од нашата независност до денес не сме направиле сами. Тоа сакав да ве прашам. Зошто, господине Петковски, не успеваме сами да го вклучиме моторот и да просто да станеме горди еднаш стварно? Во вистинска смисла на зборот. Туку постојано е, ние, јас и тоа го често го кажам, да сме го разговарале, да не били Соединените Американски држави, па делови од Европската унија, особено Велика Британија. Ја не знам дали ние ќе бевме независна држава. Затоа што може би се сведовме на нација, не на ако не бе американците, и прашање ќе беше до сега дали ќе имаме држава. Меѓутоа, односот натре политичките сили во Македонија, политичките партии, не одлучуваат во Македонија умните луѓе. Умните луѓе си побегнаа надвор. Во Македонија спротивните одлучуваат. Тие се организираат во политички партии и тамо се гласа. Знаеш, Платон и Аристотел и ќе си одам. Платон и Аристотел гледале што е тоа демократија, нели? Гледале тројца овчари и вика, овие тројца, вика, овчари, се посилни од нас двајца. Како? Има 3 гласа, ние имаме само 2. А тоа е демократија. Така да, утре, ако странците не притиснат, мислам, затоа се држат сега сосема резервирано. Но едно е сигурно, бидете сигурни, нема таа силна поддршка дуи што имаше од Соединените Американски држави. Не, тоа е сигурно. Со неговата силна компромитација, ако на нешто се чувствителни американци, тоа е корупција, криминал. А они знаат, неговото семејство е едно од најбогатите во државата. Син, зец, сите милионери по 25 купуваат недвижности, кај се случувало тоа. А тој го изгуби ореолот на лидер на сите албанци, неприкосновен лидер на сите албанци. Кај се он се треба да замине човече посрамотен. Изведе револуција, промени уставот и сега ќе си падне, што е право од држава во која 1% албанци беа застапени во администрацијата, тој им возможи да добијат, да бидат равноправни. Со право се разбира. Тоа е срцата мана на нашиот устав, кога инсистираше ВМРО да биде национална држава на македонците, ама нити и СДСМ од тогаш не мислевме така.
Dobro, Tito, da ne го разводниме овој субстрат кој што ја не знам. Не знам, ја шуварат од мене. Не добивме ние тоа што бараш. Да одвежена анализа, ќе видиме колку ќе биде точна и така, бидејќи ова се ќе се случува во наредните неколку недели, претпоставувам, како еден навестување за расплетот. Благодарам многу за... 5 дена остана. Па да, сакам да кажам, и потоа ќе има нови 5 дена, па 5 дена. Благодариме за... Кога ќе биде книгата готова? И благодарам на... Па ја мислам за мојот роден ден, 23 февруари. Ова, 23 јануари. Пак имаме прилика за нов разговор. Така е. Да. Ама прво да прочитаме. Добре. Тоа Да ви беше Тито благодарам. Петков. Да. И јас ви благодарам на поканата. Задоволство ми беше. Поздрав.